Најпрво би сакала неколку општи напомени. Денеска се зборува дека живееме во ера на омбудсманија. Расте бројот на државите кои што воведуваат некаков облик на заштитник на правата на граѓаните и мислам дека е тоа извонреден тренд. Второ, живееме во ера или во време кога се вели дека презентирањето на годишниот извештај на омбудсманите страв во коските на администрацијата и на политичарите внесува, особено на извршната власт. Дека сите стрепат и се плашат да не го видат своето име во извештајот или својот ресор во извештајот. Зошто го велам ова? За да потенцирам дека од далечната 1809 година, кога за прв пат беше воспоставен институтот омбудсман во Шведска, всушност 100 години поназад, кралот исто така имаше еден сличен орган, тој се шири од скандинавските држави па до Нов Зеланд, по падот на комунизмот станува редовен уставен институт и во сите држави на Централна и Источна Европа. Само би сакала да посочам дека во некои држави, например како во Норвешка, омбудсманот дури има надлежност и во поглед на министрите, не само во поглед на администрацијата. Во други држави многу важно е дека посебно под микроскоп, особено се вработените во Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи, од нам знатите причини дека таму има најголема можност за кршење на човековите права и за жал се вели дека најголемите повреди се случуваат во затворите. Анализите на состојбите во нашите затвори тоа го покажува, зашто и луѓето кога се затвор остануваат луѓе и за жал од институциите во психијатриските клиники. Значи, на прав пат сме, се работи за една многу, јас би рекла, субстилна институција, која што не може да санкционира, меѓутоа со авторитетот и со насоките има големо влијание и бидејќи ние многу сакаме да зборуваме за Европската Унија, да кажам дека постои Европски омбудсман од 1992 година, воспоставен е со Мастришкиот договор и дека сите граѓани, државјани на членките на ЕУ, можат да се жалат на администрацијата на ЕУ, како и на разните агенции и други регулаторни тела. Тоа е најопшто. Она што исто така сакам да го напоменам, а беше загатнато, е добро, кога во ведниот збор на народниот правобранител, како и во претходниот извештај, ама како да нема ехо, како да нема одзив, убаво се потенцира членот од законот 3, дека владата на секои 6 месеци го информира собранието за спроведување на пораките од ставот 3 на овој член. Ние не сме добиле во минатата година извештај за спроведување на препораките од ставот 3. Зошто го кажувам ова? Зошто понекогаш народниот правобранител во својот извештај делува по методологијата на рано предупредување. Значи, да цитирам понатаму, се вели дека се потенцира дека на седницата на комисијата на надлежното работно тело покрај народниот правобранител или неговиот заменик
присуствува и представник на владата на Република Македонија. Не сум видела ни таков представник, ќе се појави веројатно на седницата на парламентот, бидејќи и тоа законот го нормира, но мислам дека овде е вистинското место за одговори, за диалог со народниот правобранител, за диалог со нас и се надевам дека оваа пракса ќе биде изменета еден ден. Се надевам за следниот извештај. Се разбира, не можеа да не потенцирам дека како и минатиот пат, изгледа традиција е да добиваме стандардни извештаи, значи извештаи кои се добро структурирани и што е од голема помош за нас, извештај кој ние го користиме за споредба или при анализа на другите извештаи. Речиси немало пратеничка или пратени кој што тоа не го сторил. Да завршам само. Заборавив. Во многу парламенти иницијативите пред народниот правобранител не одат директно, како во Британија, например, туку преку пратениците. Погодете зошто. Зошто ние треба, солидаризирани со проблемите на граѓаните, да учествуваме во процесуирањето на нивните прашања до народниот правобранител и една препорака во стартот. Туку што имавме со господинот Снопче средба со председателката на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и ни беше посочено дека се уште нема институционална соработка меѓу ова независно тело и народниот правобранител. Топло ви препорачуваме тоа да го направите, бидејќи проблемите со кои што се соочувате се заеднички. Јас ќе се обидам да нотирам, значи, некои добри страни или констатации, но исто така да предложам некои решенија. Например, веднаш ќе кажам, ќе започнам со, ќе подсетам на еден извештај од 2015 година, кога веројатно сте биле во тимот на народниот правобранител. Во 2015 година имаше протести, исто така, на наставници, на професори и тогашниот, предходниот народен правобранител го реафирмира она што сите го знаеме, дека правото на штрајк е уставно загарантирано право, дека важи и за наставниците и професорите. Сакам да кажам дека не е добро кога се споредува и се мери правото на образование со правото на штрајк и се извлекува заклучок дека првото има примат. Обете права се важни, меѓутоа професорите, наставниците и децата се како сиамски близнаци, не можат едни без други и навистина професори чиј труд се вреднува, можат уште подобро да се посветат на не само на образовната, туку и на воспитната функција. Кога реков дека е структурата стандардна, добра, лесно читлива, логична, мислев и на поентите повторно. На најнапред, кога вие статистиката накусо ја образложувате, повторно не е случајна недовербата на граѓаните во правосудството, бидејќи првата констатација, статистиката или бројките некогаш повеќе кажуваат од зборовите, е дека најголемиот дел од жалбите се однесуваат токму на правосудство. Да, велите,
има исчекор или намалување на, бидејќи далеку тие ги надминува минатиот пат, останатите представки, мислам на работата на извршителите, меѓутоа останува енигмата со оваа професија, остануваат препораките овде и навистина одлично звучи тезата дека е драконски, лихварски, да наплатите камата поголема од главниот долг. Тоа е невозможно и не сме да дозволи. Понатаму се разбира во сферата на потрошувачкото право, каде што главен проблем беше испораката на електричната енергија. Очекувам допрва таму да растат представките со однос на заканата што доаѓа од исток. Проблемите со гасот, значи, се разбира и од работните односи. И јас, за да не заборавам, веднаш ке изнесам еден проблем до вас, бидејќи го чув на улица од граѓани. Се работи за ангажманот на лица со договор кој се продолжува секоја година. Тоа го прават, пазете, државата преку СОЗР, значи ангажира приватна фирма, приватните фирми ангажираат вработени и замислете луѓето кои ги сретнав и им ветив дека прво ќе го поставам тоа прашање, беа пред пензија. А нема, ќе одат во пензија, а не им течел стажот и покачувањето на кое сите се израдувавме за најниските категории, не било само покачување за да се вреднува нивниот труд, туку ми кажаа дека добиле уште 3 нови ангажмани во државни институции за да си го заработеле тоа покачување. Мислам дека можете овде веднаш да превземете мерки, бидејќи невозможно е државата да го крши законот, оставајќи им на приватни фирми секој месец да подпишуваат договор и вие да живеете во крајна неизвестност, замислете, до пензионирање. Тоа не смее да се дозволи. Страф ме фаќа да прашам да не имаме такви случаи и овде во собранието. Оставам на вас да го испитате. Да, сферата на децата е многу важна, како што кажа претходно мојата колешка. За жал, во услови на COVID-19, кога се најдовме сите дома, тогаш семејствата каде што имало проблеми, станаа уште попроблематични, сите беа дома и најлесно е на најслабиот да го искалите бесот, така што порасна насилството. Тоа е факт. Значи, најфрагилните групи станаа уште пофрагилни и ја затоа барав во стратегијата да влезе решавањето на овие проблеми, меѓутоа, бидејќи тоа е општо познато, но статистика не сум презентирала, ми беше одговорено. Да, и она прашање со денационализацијата навистина станува веќе не хронично, не знам, 30 години, замислете, иако мојот коментар правнички е дека не можете да приватизирате пред да денационализирате. Прво тоа требаше да се направи, оти не можете како менаџер и директор да станете собственик на нешто чии собственици се или наследници се присутни и затоа навистина она со обврзниците, она со неможноста да се гради, а државата може да гради на тоа место, е невозможно и во тој поглед исто така побара
совет од мене некои луѓе, велејќи ми дека интересна работа, вика, ова решение, ако имате 30% посет, па државата да ви даде уште, да ви овозможи до 70, обратното би било логично, ама со 30 да можете вие да добиете 70, е нелогично, зошто тоа не важи и за нас, бидејќи двајцата луѓе имаа над 50% собственост на земјиште, но им велеле дека не може тамо да се гради, бидејќи општината нешто планирала и така натаму. Понатаму со инспекторите, хроничен проблем, ние постојано велиме дека инспекторите треба да се регрутираат врз основа на принцип на стручност и компетентност, ако сакаат да постапуваат. Меѓутоа, изгледа кога ќе ги погледнеме и конкурсите, не е така. Па еве да искористам една забелешка на вашите последни измени на правилникот, барањето. Гледам јас, споредувајќи ги искуствата со омбудсманите, сите велат дека најважно е во рамките на оваа институција да се стимулира специјализација по определени области. Значи, специјалисти да се примаат. И сега во последната систематизација барањата беа за ангажман на луѓе кои нема да се занимаваат со многу стручни работи и така натаму, и мене тоа ме потсети на нашиот хроничен проблем. Болниците наместо да се грижат за повеќе лекари и медицински сестри и болничари, примаат друг персонал. Погодете зошто и кој е тој. Мислам дека вие треба, за да може, извештаите се разбира, велам, како да кажам, зборуваат за стручност, но мислам дека треба и на овој план да сторите уште повеќе. Понатамо, веќе некој зборуваше, јас нема да, мислам една колешка, нема да го повторувам тоа, мислам дека и господинот Снопче исто така, одлично е што вадите поенти шокантни за претходната година, бидејќи тие навистина некако просветителски делуваат и не освестуваат нас, пратениците, да се запрашаме заре можно ова да се случува. Мене ми остави впечаток она со полицијата е неефикасна во откривање на сторителите на кражби. Случајно вечерта го даваа филмот Бандите во Њујорк и се сетив каква неизвестност има сега. Се сетив на моето детство, на мојата младост, кога се беше отворено. Не затваравме. И сите амбасадори, верувале или не, велеа дека кога ќе се заминуваа, зашто жалите, паметам првиот американски амбасадор, на безбедноста во која уживаа моите деца. Значи, оти требеше да се врати во Њујорк. Понатаму, извонредно е што кога ги гледаме анализите на овие предмети издвоените, дека забележуваме собствени иницијативи на народниот правобранител. Тоа е, ми се чини, најважното. Тоа е доказот дека од римското време, кога браќата Гај ги бранеле плебејците, нели, како трибуни, еве останало тоа, оваа институција да се грижи за оваа работа. Нема да ги повторувам примерите, бидејќи мислам дека колешка ги кажа, да. Но, она што е исто така најважно, сега ќе го издвојам по области. Во поглед на примерите, сепак ова би сакала, здравствената заштита во Шуто-Оризаре. Зошто? Бидејќи пред некој ден алармантни вести чувме и од Охрид. Педијатар рече дека ќе оди во пензија, дека се само двајца колеги, и просто неверојатно е во еден туристички центар со традиција да нема педијатри, ама затоа имало други вработени луѓе, што значи ние мора проблемот на вистина еднаш со заштитата на децата да го решиме. Ова со Шуто-Оризаре има
посебен призвук. Зошто? Затоа што навистина после кој знае колку време и овие деца имале можност на соодветна или пристојна здравствена заштита. Кај пописот, да, потенцирате проблеми, јас ќе кажам еден друг проблем. Во законот за пописот има одредба дека најинформираниот член може да даде податоци за отсутните членови, што значи и за етничката и за верската припадност, која секаде лично се изразува, но има во законот. Ако е така, а јас помнам дека кога се вработив, ама и кога ме бира и реизбира, требаше да пополнам графа со етничка припадност, тогаш не може да се случи да имаме 132.000 полупопишани луѓе. Попишани, не допопишани, бидејќи таква категорија никаде не постои. Ако пописот беше комбиниран, Бојром може со вкрстување на регистрите и податоците многу лесно да се добие и овој податок. Ова не е од суета, туку ова е заради тоа што кога планирате, нели, било каква активност, вие треба да ги знаете сите податоци за децата. За мене тоа е важен нишан и затоа јас велам дека попис без нишан ќе биде на нишан. Значи тоа. Она што реков, не го кажа и Лидија, ми се чини пред мене и други, за лицата со попреченост, да, ние мораме и овој проблем да го решиме еднаш, и во поглед на вработувањето, и во поглед на ангажманот, иначе државата е попречена. Лицата со попреченост на свој начин може да ги вршат работите и ако тоа не го земеме во предвид, навистина тешко дека можеме да зборуваме за хумано општество. Ги оставам, значи, примерите и одам на неколку акценти, нема бројки да споменувам овој пат, бидејќи сите ги прочитавме. Тешко беше да се чита, може би заради должината на извештајот, ама од друга страна човек учи и гледа каде живее и тоа го прави да се чувствува одговорен. Да. Се надевам дека кога ќе дојде извештајот сега судскиот совет, повторно низ призма на вашиот извештај, ќе ги споредиме податоците. Зашто? Затоа што повредите, што велите дека сте ги констатирале, се многу важни за нас, за потоа да видиме што ќе кажеме за судството и за проблемите што се не само акутни, туку и хронични во него, особено што почнаа сега и да не цитираат, интересна работа, ние сме парничарска нација, многу сакаме подови да одиме, меѓутоа по глава на жител имаме повеќе суди одошто во европските држави и јас многу пати повторувам и сега ќе кажам дека видете, судот не е ни полициска станица, ниту е амбуланта, па да го има во секој место. Не случајно има една норма, ако има помалку од 20.000 жители, да нема суд, што значи треба и мрежата да се ја преиспитаме. Бидејќи, не знам дали вака ние ги решаваме проблемите, ако судови формираме не според потребите, туку според некои други критериуми. Ке дојде на дневен ред и извештајот на јавното обвинителство и ми се чини дека и овде и податоците што ги наведувате во поглед на представките алармантни се. Ако е двојно зголемен со претходната година, можни се два одговори. Едниот дека имало многу повеќе повреди,
а другиот, она што велам, но помалку веројатен, дека луѓето многу сакаат да спорат. Тогаш, значи, ќе расте бројот и тоа укажува на состојба која што мора час поскоро да се реши. Особено ми остави впечаток една одредба во која што за 2019 кога велите дека предистражна постапка, замислете, започнала дури во 2019 година, сега добивам извештај за 2021 година, а од тоа нема резултат. Ние секогаш велиме дека задоцнетата правда е голема неправда, меѓутоа понатаму исто така следното што го нотирате дека се случува, подносителот воопшто да не добие информација за исходот, не знам како да го толкува. Тоа е тогаш еден лавиринт. Тоа внесува крајна неизвестност. За извршителите многу чувме, беше направен, рековте, сите рекоа исчекор со измените на закон, меѓутоа јас лично кажувам дека имам дилеми се уште околу моделот на извршувањето. Тоа го зборувам од она што го слушам од граѓани или од она со што во смисла на износи кои се уште се високи. Да, ограничени се, но се уште се високи. Одлично е што вие после секоја глава или дел го констатирате најважното, тоа нам најмногу ни ја олеснува работата и многу добро е кога ќе прочитате дека не се почитува рокот од 6 месеци, бидејќи тоа е сликата за севкупното судство, за завршување на постапките, дека се уште имаме долго судење и во Страсбург тоа ни го потенцираат, но исто така и дека судовите немаат ниту адекватен простор за предметите и дека ако не создадете услови за пристојна работа, тоа ќе се одрази и на квалитетот на работата и се разбира соодветна препорака. Мислам дека е ова вистинскиот модел и за другите извештаи. За децата исто така се зборуваше, нашето богатство, нашата иднина, нивните фрустрации се наши фрустрации, нема поповредени од децата и позагрозени во време на ковид криза, дури и во образовни реформи ги фрливме. Ги помните моите зборови, јас се повикував на Аристотел, нели, кој што вели дека во криза уметноста може да помогне, Ниче музиката, а јас велев игра за децата, за да заборават на оно што им се случуваше, игра, музика, што вели Ниче, и спорт. И затоа добро е што гледам по улициве групи на деца како шетаат и мислам дека изворедно сте го нотирале тоа, дека за жал, ако нашиот модел на семејство, тврдевме ние дека е вистинскиот понекогаш модел на семејство, сега гледаме дека во услови на криза нашето семејство е исто така во голема криза и дека најголеми жртви за жал се децата. Зборувам точно, веќе некој напомена за честите промени на однесувањето на министрите, тоа е многу лошо, кога од еден модел или од една реформа сега одите во друга, кога претходно се викале мора дигитализација, сега велите не може без учебници, затоа е потребна соработка со сите, бидејќи предпоставувам дека дали ќе сакаат децата да учат.
најмногу зависи од учителите. Тука мислам дека се потребни многу строги критериуми. Франција има многу централизирано образование, со најостри тестови и критериуми за учители, оти велат се зависи од тоа. Скандинавските држави имаат децентрализирано, либерално образование, ама повторно со потикнување на непослушност, ако сакате, на критичко мислење, на евалуација и така натаму, и затоа јас не се плашам многу од протести, децата не треба да се послушни, имаме ние лошо нешто во нашите јазици, велиме за детево е многу добро. И зошто било добро, било послушно. Непослушни деца само може да бидат критични и да знаат што ќе прават. Кога е правото на образование, значи да, констатирате дека многу често се запоставува најдобриот интерес на детето. Многу фрустрирани учители има по училиштата. Многу. Кои лечат комплекси на децата. Затоа треба партизацијата и политизацијата од образованието да се тргнат. Ако не си ја сакате професијата, тогаш нема да ги чувствувате децата како партнери, како пријатели, како рамноправни со вас. И затоа мислам дека ова што во правото на образование го констатирате е во ред, тука може би треба да се преиспита и оно институт на привремено ангажирани директори, па привременоста станува безвременска. Тоа е неодржливо. Најчесто за да се избегнат сертификатите. И тоа сигурно се одразува врз атмосферата во училиштата. Значи, добро е што е и тоа нотирано овде. Да не должам многу за образованието, бидејќи веќе чувме за семејните права и правата на семејна грижа, исто така се зборуваше, меѓутоа и ве и денеска и со председателката на Комисијата за превенција и заштита од дискриминација, да, нам ни треба стручни тимови, повторно афирмирам, значи треба најдобрите луѓе да работат тамо, да има конкурси. Воспротивно, да не се чудиме дека не може некој што не си ја сака професијата да се грижи и за воспитната функција, бидејќи таа е можеби и поважна. Да, ние овде сме дискутирале за статичната евиденција, направен е чекор напред, но секогаш велевме дека тоа мора да биде во рамките на законот, да не создаваме простор за дискреционо постапување, што се случува понекогаш. Зборувам за начинот на добивање на државјанство за кој што нашироко разговаравме кога зборувавме за соодветниот закон. Го нотирате случајот јавна соба, меѓутоа јас слушам дека јавна соба како во кум доби продолжение, дека има се нова јавна соба, санкционирањето дека не е евидентно, интересно, може би ќе речете дека сум старомодна, меѓутоа имам многу дилеми околу епилогот од случајот со првиот скопски извиднички одред. Доволно е паролата да ја видите, Sex, Scouts and Rock and Roll. Не знам, нема само оште во едно време на рок н ролот имаше Sex, Drugs and Rock and Roll. Не ми е јасно мене, значи, дружењето во природа,
комбинирањето на спортот и диалогот. Ова е бизарен наслов. Страшно е кога ќе чуете дека е финансиран и тоа не во еден наврат, туку подолго од градот. Иначе некаде во мојата улица е, баш сум заинтересирана да одгатнам каде е тоа. Меѓутоа, знаете што, морно треба да се воспитуваат децата, оти животот носи многу предизвици. Меѓутоа, некои нешта веќе на прв поглед се чудни и спорни, а да не говорам за изјавите на децата и родителите, сигурно не беше тоа од каприц, туку токму заради проблемите. Да не заборавиме дека тоа ќе остави траг на нив. Оти ги слушавме сите лекарите. За матичните лекари кажав, ме загрижува, значи Охрид, може би затоа што си го замислувам животот тамо, и многу важно е да е тоа едно пристојно место за туризам од 365 дена, ама и за здрав живот и за обезбедена социјална заштита, зашто не е многу пријатно од колегите и од колегите да добивате повици дека нема поубаво место за Великден од Охрид за нив, ама дека стрепат после она што се случувало, луѓе да загинат пред во дискотеки, да не се безбедни по улица, да има дрога по градот и така натаму. Сето тоа, мислам дека треба да не загрижи сите. Се разбира, кога реков специјализација, мислев и на тоа, оти да ве подсетам, слушавме како немало и проблем да има, нели, во градови како Охрид и ресторани во кои ќе се конзумира марихуана и така натаму слободно. Не велам дека нема такви градови, има и песми за Амстердам, ама има и големи предупредувања и ние мислам дека треба да учиме на туѓи лоши искуства. Околу домовите ми остави впечаток да констатирате дека сте имало случаи на, пазете, вонбрачен живот со полнолетни лица, на деца кои се во домот. И јас кога се нотира бегството, ако се сеќавате и во малолетничката правда, многу пати велам дека не треба можеби секогаш ние причината да ја бараме во децата, во профилот на децата кои бегаат. Оти ако е домот за бесење, се сеќава чувениот филм. Еден таков дом за бесење беше воспитан, еден дом поправен од кој децата бегаа. И јас би избегала од таков дом. Значи треба да видиме и што се случува внатре. А тоа вие можете, бидејќи се чини дека и покрај тоа што Министерството прави анализа колку деца од домовите прават кривични дела и така натаму, тоа зборува и за профилот на луѓето со кои што децата, се разбира, работат или живеат, е уште подобро. За протестите кажав, нема да повторувам, мислам и вчера повторив, тоа е уставно загарантирано право, многу старо право, да не забораваме дека партии цели како лабористичката настанале од синдикални движења. Значи, мора да има респект, диалог, партнерство. Не е нашиот социјално-економски совет, тоа што е францускиот социјално-економски совет или вториот дом во словеничкиот парламент. Таму на вистина има респект и почитување. Нема поголема инвестиција од онаа во образованието, нема поголема инвестиција од онаа во добрите професори и наставници. Знаете како, ако гледавте, јас што реков, не се закани на протести, нема.
Тоа најдобро го закажал, особено во образование, Де Гол, така? Министерот за внатрешни му советувал на ги уапси тие што секој ден протестирале со студентите во 68, ама тој вели, видете, Франција ги слави напред, биле Симон де Бовуар и Сартер, ги слави професорите и филозофите, не ги апси. Ама нас, професорите, интересно од високото образование нема. А процесот образоване ожив организам. Основно, средно, високо се неразделни. Каков ќе биде резултатот во високото зависи, ама овие луѓе заслужуваат почитување и респект и така треба да се однесуваат министрите кон нив и во соработката, и во диалозите, и во дебатите. Околу здружувањето, повторно еве да ве информирам, околу правото на здружување, јас веќе споменав нешто на говорница, ама еве и вас, дека сум шокирана што во собранието нема синдикална организација. Неверојатно е тоа. Мене не ми се веруваше. Може, значи, во внатрешни, може во одбрана, ама во собрание нема. Оставам на вас да заклучите зошто е тоа така. Ама, нако нам ни требаат луѓе кои се високо образовани, бидејќи се наша логистичка поддршка. Без нив ние не можеме да функционираме, кои може да бидат тренирани, кои треба да се усовршуваат. А и прво еден инспектор underground имаме долу, каде се сместени, каде е сместен парламентарниот институт, значи услови да им создадеме. Да бидат одвоени од нас, да можат да напредуваат и се разбира, за да дојдат до своите права, треба да бидат синдикално организирани. За тоа не им треба политичка согласност. Нема за потрошувачките права да зборувам, меѓутоа само веќе напоменав, оној пример со Евана го давате, мислам дека самиот договорен однос меѓу нас, корисници на струја од Евана и Евана е нерамноправен. Нерамноправен. Оти ако некој може 2 пати во годината само да чита, извинете, кога ќе ви дојдат сметките, а знаеме каков е процентот на сиромашните луѓе, па вие, како добри домаќини, кате да си ги планирате трошоците. Дигитализација, па дигитално читање во колку може случаи, во над 70%, и тука мислам дека народниот правобранител интервенирал, што е во право и треба да интервенира. Го кажав случајот со работните односи, значи, што се однесува до социјалната заштита и сигурност, да ги нотирате најглавните проблеми. Факт е дека тука е потребна голема помош. Мислам дека особено во поглед на, затоа и беше таа идеја на оној меѓународен сојуз за пензионерски домови. Ко Божем, голем проблем има со пензионерските домови, бидејќи приватните домови се прескапи за со просечните плати пензионери во нашата држава, а од друга страна, оние кои што се државни не се соодветни, не се пристојно место. Нема пострашна дискриминација од таа кога треба да ги уживате плодовите на трудот, кога ќе одите во пензија, да треба да живеете субстандардно. Особено што, реков, и нашето семејство е во криза, па и не сум сигурна дека нашите деца ќе се однесуваат со нас како ние, нашите родители. Морам тоа да го потенцирам. Затоа и државата тоа го прави и мислам дека и народниот правобранител да препораките и констатациите и препораките, мислам дека би се извонредни, особено за страшно и арбитрерно одлучување за остварување на правото на помош, што не смее да биде,
дека нема доволно лекарски комисии кои ќе утврдат навреме што се случува, дека соработката е несоодветна меѓу различните степени на органите и така натаму, дека има проблеми со понекогаш со укинување и на онаа минимална помош на лицата на кои таа минимална помош им значи опстанок и така натаму. Да. За урбанизмот, градбата и домувањето не се осудувам да кажам, мислам дека од закон што ми има земјата, закон за легализација на дивоградби, тоа е нешто непознато, се стимулираат дивоградби, јас секогаш правам разлика, добро е што тоа се нотира меѓу луѓе кои од немајкаде за да преживеат некои интервенции прават, ама никако не можам да го прифатам толерирањето на огромни бесправни градби исклучиво од профитни цели кои намерно се толерираат зашто се знае дека тие ќе бидат легализирани. Да не говорам, ги споменувате бројните случаи со неможноста под наводници да се срушат дивоградбите зашто нема кој тоа да го направи и потоа одеднаш да ќе се направи тоа, ама на истото место, како во Мавровка, ќе никне некој друг објект, кој што сега можеби не е зидан, меѓутоа исто така е бесправен. Ете тоа е нашата реалност. За имотно-правните односи веќе кажав, што сакав само да потенцирам околу државјанствата кај што ги имате. Сакав сепак да кажам дека во компаративното право ние, особено со оние последни измени, имаме еден од најлибералните режими на стекнување на државјанство. И дозволуваме двојно државјанство, што не е лоша работа, меѓутоа најлибералниот режим на стекнување државјанство, не знам дали сте чуле, деновиве ректорот на Даблинскиот универзитет рече дека е многу загрижен затоа што до 2050 година Ирска, односно ирците, ќе бидат веројатно народот кој што ќе стане малцинство во единственото место каде што има дом, и се шокирав која е, од каде, кој ќе се насели. Нема да верувате, кинези. Зашто е неопходно за да функционира државата, да се работи нешто, да увезувате од надвор. И затоа, значи, вели треба да се промисли се во ова, бидејќи на крајот на краиштата и сепак тоа е нешто што е битно во ова време или во ова ера. За јавното здравство веќе кажав, ние имаме можеби извонредни приватни болници во кои сите богати од Балканот доаѓаат, раскажуваат, меѓутоа имаме се уште лошо јавно здравство. Германија, Франција, скандинавските држави, Јапонија се познати по здрави нации и луѓе, зошто? Заради добро јавно здравство. Проблемот мора еднаш да се реши, бидејќи во спротивно се што во животот сме правеле не оди како во Швајцарија на некоја си паралелна сметка, па ако ви требаат парите ќе си ги нешто како партиципација имаат, ќе си ги искористите, туку значи ќе останете на улица или без здравствена заштита. Кај избирачките права, да, добро нотирате, не е исто да подсетам фери демократски избори и добро спроведени или менаџирани избори, тоа е сосема
различна категорија. Кога ќе имаме фери демократски избори, тоа ќе биде според стандардите. Бидејќи се работеше за избори на маргините на ковидот, тогаш опасноста од злоупотреби е многу поголема. Животна средина, готово ќе завршам, да, мораме да го смениме целосно односот, да ја третираме природата како рамноправна на нас. Сад настанав кога велам дека треба да склучиме природен договор, треба водите, воздухот и земјата да ги заштитиме од многу мало парче земја сме. Треба тука да помогнете вие, треба да го следиме примерот на Словенија, треба да го следиме примерот на Исланд. Не смееме да дозволиме, го гледам Тони, понатамошна бетонизација, се шокиравме во Маврово, морам да ви кажам. Оти среде убавина, на стаза, некој со сноуборд или со ски може да скокне на една колку каница беше. Тоа е чудовишно. Не е во хармонија со природата. Многу грдо. Иако и Карши има два објекти други, и од минатото имало такви некои апетити за војна со природата. Меѓутоа, она што го чувме, не знам дали знаете вие, во Народното правобранителство, дека една група на моќни граѓани, една мала рекичка, токо ти го сменила со камења и со наноси за да градат куќи, е на вистина перверзна. Невозможно е нешто такво да се толерира и затоа, значи, она што е екоцид, не смееме да го. На екоцидот ќе стане и хомоцид. Мораме да го спречиме, зашто дозволувајќи уништување на природата, се уништуваме себе си. Толку е моето. Беше споменато последната реченица ми е околу односот централна-локална власт. Само да кажам дека кога се влегува во ингеренции на локалните власти, тоа треба многу внимателно, ретко да се прави, зашто тоа значи, според Европската повелба, нарушување на автономијата. За жал, нашиот Уставен суд никогаш досега не се повикал на Европската повелба за локална самоуправа во повредата на правата на локалните власти од страна на централната власт. Значи, мислам дека вашето појавување и појавувањето на Народниот правобранител минатиот пат годинава е во поинаков амбиент. Минатата година, признавам, имав доза на недоверба. Зашто, кога реков дека стрепи администрацијата од извештаите, се сетив дека најчесто народните правобранители, сигурно знаете и вие, се регрутираат од државната и од јавната администрација и причината е која? Па тие се знаат како функционира, што е лошо и како треба да се бранат. Годинава е веќе поинако. И затоа прочитав, мило ми е што се добре дојдени сте овде, се надевам дека ќе продолжите да ги штитите граѓаните и се надевам дека, не знам, оти објавен извештајот, сигурно и го пративте и на владата, ме чуди како не го прочитале првата страница. Тогаш овде ќе беа, се надевам дека следниот пат ќе ни се придружат. Благодарам на едно часово